Еден документ поднесен пред 5 дена од архивите на Собранието не може да стигне до председателот Талат Џафери. Првиот човек на парламентот се уште нема изнесено став за иницијативата за референдум поднесена од ВМРО ДПМН. Иако најдоцна до полноќ, Комисијата за политички систем и законодавно-правната комисија треба да го известат Џафери за уредноста на документот. Ниту денеска нема никаков одговор од собраниските служби кој е ставот на Џафери и дали ќе и даде зелено светло на опозицијата да започне со собирање на 150.000 потписи. На оваа тема единствената изјава спикерот Џафери ја даде пред 10 дена, кога уверуваше дека доколку ВМРО ДПМН ги собере потребните потписи за референдум, ќе бидат испочитувани деловничките процедури и референдумот ќе го стави пред пратениците. Но до сега не е потврдено ова што го изнесе првиот човек на парламентот. Опозицијата уште претходно алармираше дека наводно социјалдемократите имале план да го обструираат нивниот обид, граѓаните да се изјаснат на референдум дали сакаат да се поништи договорот со Бугарија. Иако ВМРО ДПМН постојано повторува дека референдумот бил повеќе од потребен и најдемократски начин граѓаните да учествуваат во понатамошните одлуки на власта, СДСМ обвинува дека позади референдумот стоеле партиски мотиви. Граѓаните нема да дозволат Мицкоски да го закочи нормалното функционирање на државата. Нема да дозволат државата да се оддалечи од европскиот пат само затоа што тој сака да ја спаси фотелјата во Белиот дворец, дури и по цена на државните интереси. Откако се појавија сомнежи дека иницијативата може да биде отфрлена поради неспомнување на името на државата, во делот до председател на Собранието Талат Џафери, лидерот на опозицијската партија рече дека се спремни да ја коригираат. И сега тие можат да наоѓаат изговори колку сакаат и до безвест на тој начин да ја одложуваат работата. Нас не е битна суштината, не формалноста. И ако е тоа пречка, ќе ја коригираме таа пречка и ќе ја доставиме онака како што тие цената дека треба да се достави, само да имаме успешна процедура, демократски, да дозволиме граѓаните се произнесат за политиките на владата поврзани со договорот со Република Бугарија. Спикерот има 3 опции на маса. Една да ја врати иницијативата на предлагачот ВМРО ДПМН поради административни недостатоци, втора комисиите да одлучат за уредноста, а третата е дури иако е неуредна да ја стави на нова пленарна седница, па пратениците сами да се изјаснат по ова прашање.